Модулот плата е дел од Artais кој е комплетно решение за пресметка на плата, која освен пресметката на плата во една фирма, овозможува и негова директна комуникација со екстерните органи на државата преку генерирање на податоци во соодветен формат кој го бараат истите. Модулот плата е директно поврзан со модулот за човечки ресурси, од каде ги црпи сите потребни податоци за вработените, како основни генерали, решенија за распоредување и сите платени и неплатени отсуства за вработениот. Модулот за пресметка на плата го поддржува работењето на сите правни субјекти, без разлика дали се државни, буџетски институции или приватни предпријатија. Целиот процес на изработка на плата е граден на принцип да сите податоци за вработените се внесуваат само еднаш, со што процесот на пресметка на плата е брз и едноставен. Преку модулот за пресметка на плата може да се дефинираат месечните податоци, да се евидентираат отсуствата по разни основи, да се евидентираат сите награди и казни, да се евидентира прекувремена, ноќна и сменска работа, да се евидентираат задршките по разни основи, да се изврши комплетна пресметка на плата и да се генерира файл за комуникација со МПИН, автоматски да се реализираат задршките од плата, автоматска изработка на платни списоци, рекапитулари, спецификации и М4 образци, можност за автоматско генерирање на годишна даночна пријава во електронски формат дефиниран согласно барањата на Управата за јавни приходи. Подмодулот месечни податоци овозможува едноставно и лесно внесување на месечни податоци, контрола на тек на пресметката на плата. Подмодулот податоци за лица овозможува брз и едноставен внес на сите видови боледувања и отсуства, внес на часови од годишни одмори, внес на прекувремени часови, промена на трансакцијска сметка, внес на парични награди и казни. Подмодулот запирања овозможува евиденција на запирање и административни забрани за вработените во компанијата. Евиденција на издадени потврди за административни забрани за вработените. Подмодулот пресметка на плата овозможува брзо и едноставно формирање на часови од отсуства, брзо и едноставно формирање на часови од присуства, пресметка на заработки, пресметка на даноци и придонеси, пресметка на рати од запирања, креирање на TXT файл за вчитување во МПИН. Подмодулот извештаи овозможува печатење на исплатни ливчиња, кумулативни и поединечни извештаи за исплати на вработените, електронска комуникација со банки и даночни институции, генерирање на годишна даночна пријава, ПДДГИ, комуникација со Трезор и буџет за буџетските институции. Елена е вработена во компанијата која е задолжена за пресметката на плата. На почетокот на месецот Елена ги внесува основните податоци за месецот, како што се минимална бруто плата, вредност на бодот, даночно ослободување, број на работни денови во месецот. Во текот на месецот Елена ги внесува сите боледувања, годишни одмори, часови од прекувремена работа, часови од сменска работа, работа ноќе, работа во викенд. Калина е вработена во компанијата задолжена за внесување на задршките на лицата во компанијата, како што се кредити, административни забрани, членство во синдикат и така натаму. Таа во текот на месецот ги внесува сите задршки на плата за лицата. Доколку задршката е на повеќе рати, Калина еднаш го внесува кредитот, а системот продолжува да ги одбива ратите. За да отпочне пресметката на плата, во одделот за човечки ресурси, во системот треба да бидат внесени сите нови решенија за распоредување, платени и неплатени отсуства за месецот, за кои што треба се пресметува плата. Откако се внесени сите настани во месецот, Елена ги извршува функциите со кои се формираат часовите од отсуства и присуства.
Врз основа на формираните часови ја пресметува платата за вработените, како и даноците и придонесите за вработените лица. За одбивање на рати од внесените административни забрани, Елена ја извршува функцијата пресметка на рати. За да добие фолиот број од Управата за јавни приходи, Елена ја извршува функцијата креирај TXT и креираното TXT го вчитува во клиентскиот софтвер на Управата за јавни приходи, го криптира фајлот и го праќа на имејл адресата на Управата за јавни приходи и добива фолио број.